Господине Весели, нешто повеќе околу сценариото на вежбата, посебно на теренски дел, кажавте претходно дека Охридско-Струшкиот регион неколку локации, да ни ги кажете местата каде ќе се одвиваат овие настани. Има во урбани средини, има во други делови. Сега. Како што спомнавме, вежбата ќе биде хибридна. Сакам да го појаснам тој дел, збориме за дел кој што ќе се одвива на терен и делот кој ќе биде штабна симулацијска вежба или TTX, Tabletop Exercise, како што ги нарекуваме. Третиот пилар е, рековме, симпозиум кој што ќе се одработуваат две теми, битни за и за земјите членки НАТО, а секако и за нас како Република Северна Македонија. Да, локациите кои што се одредени се војниот камп или војната касарна во Радожда, тоа е едниот дел каде што ќе имаме спасување на вода и секако превезување на заболени и повредени луѓе од земјотрес. Значи почетокот на вежбата почнува со земјотрес и продолжува во делот околу урбано прибарување и претрагување, урбан search and rescue делот, кај што тимовите ќе симулираат или како се извлекуваат луѓе во случај на катастрофи, земјотрес, урнатини во тој дел. Значи Радожда, вториот дел е Изгрев во близина на хотелот, каде што и во тој дел ќе имаме повторно тимови за урбан search and rescue, урбано прибарување и извлекување на ранетите кои што ќе бидат пренесени директно во касарната, каде што и сега се наоѓаме во Охрид. Тука ќе се развие полска болница или понато стандарди Roll 2, што предвидува и изведување на хируршки операции. Тимот во болницата е предводен од балканските медицински наменски сили, кои што оваа година и наредната година е под покровителство на Република Северна Македонија, че тимовите се од сите земји во регионот, медицинскиот персонал. Една од локациите е делот касарната или полициската станица во Охрид, или на англиски наречено Buffalo Beach, тоа е стариот сточен пазар во Охрид. Следната е во плажата Канео, во тој дел, каде што ќе имаме извлекување и ќе имаат дел околу спасување, или имаме карпи, планински дел, извлекување на повредени и заболени и истите пренесување во делот во болницата. И последниот е делот Магаро, извлекување и помош на ранети и заболени во планински случаи. Имаме симулација на еден авион кој што е по сценариото паднат во тој дел и извлекување на заболените во тој дел и превезување до болница. Тука ќе имаме и дел симулација и пожар, секако извлекување на луѓе под вода, во делот Ташмаруништа ќе го заборавив тој сегмент. Така да во главном тука ќе се движиме во тие релации, збориме за вежбата на терен. Тоа е TTX или штабната вежба ќе ги опфати сите сегменти во делот на капацитети и ресурси за кои што располага државата, а секако и сегментот, така збориме за Евроатлантскиот центар за одговор и координација при катастрофи или EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center. Тоа е сегментот на НАТО кој што се употребува и служи како clearing house или во случај кога сите ресурси и капацитети на државата се опфатени и потребна е помош. Тоа е центарот каде што земјите членки и партнерство за мир и останатите кои што го користат за барање на помош. Сегментот на примање на помош е доста интересен како земја домаќин, да знаеме истите тимови да бидат адекватно примени и употребени секако на терен. Така. Во информациите кои што претходно ги добивме, како една од целите на самава вежба е на национално сертифицирање, операционализација на Република Северна Македонија за следна генерација команден систем развиен од НАТО, насловен како наука за мир и безбедност. Што значи тоа за нас како земја? Ја ќе пробам да го поедноставам тој дел. Имено веќе пета година, 4,5 години работиме на еден проект кој што е добиен преку делот НАТО, наука за мир и безбедност, NATO SPS делот,
каде што учествуваме заедно со колегите од Соединените Американски држави, збориме за Massachusetts Institute of Technology или MIT, поточно Линкон лабораторијата, која што е дел од MIT. Во делот на информатичката технологија, ако разговараме на светско ниво, број 1 во светот е МИТ, е огромно задоволство да се работи со тие професори од MIT. Покрај Република Северна Македонија во проектот се вклучени и Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. И сега што поточно, значи Next Generation Incident Command System, значи системот овозможува командување, координација и комуникација на терен, дигитално. Што всушност би значило тоа? Конкретно, ако едно подрачје е зафатено со одредена кризна состојба, во случајот нели земјотрес, Министерството за внатрешни работи, ако го обезбедува целиот сектор кој што е опфатен, сите останати, значи нивните decision makers и донесувачи на одлуки точно ги гледаат каде им се распоредени силите. Патот кој што ќе биде отворен за институциите кои што се дел од системот за управување со кризи, збориме итна медицинска помош, ПП екип, пожарникарите и така натаму, има точно по кој правец може да влезат, каде да се движат и што да направат. И истите, повторно ќе кажам, тие што донесуваат одлуки, може точно да ги гледаат, да командуваат со истите на терен. Значи, постои тракинг систем во вистинско, во реално време, за да може да командуваат. И, ако збориме од аспект на Центарот за управување со кризи, главниот штаб, луѓето кои што се во главниот штаб, точно имаат целосна слика за тоа што се случува на терен. Системот овозможува пренесување на видео, значи збориме и за видео стриминг, значи во реално време да се прикаже состојбата за да се донесе правилна одлука и брза во секој случај. Тој систем ќе го тестираме сега национално, регионално со колегите земјите што се дел од НИКС, Хрватска, Црна Гора и Босна и Херцеговина. И секако ќе биде понудена обука на земјите членки на НАТО. Ние сме подготвени за време на вежбата, пред почеток на вежбата, да обучиме луѓе кои што ќе го користат системот од НАТО членките. Така, и за самиот крај, колку одржувањето на оваа вежба и во иднина генерално на настани од ваков вид може да помогне во подобрувањето на самиот наш систем за управување со кризи, за заштита, за спасување? Именно тоа е една од целите, значи тестирање на сите капацитети, секако со таа димензија што ја споменав по делот на НИКС, ќе ни овозможи да добиеме правилна слика за тоа каде точно се наоѓаме. И уште подобро и по она што ние го очекуваме понатаму, да ни даде правилни насоки за развој на идниот систем во смисол на подобрување на истиот. Све во цел да бидеме како држава подготвени, а секако и како земја членка да можеме да ги заштитиме нашите граѓани. Ви благодарам. Само микрофонот.